Денеска сакаме да пројдеме низ она што ќе биде база за полагање. И зашто што е идејата е да овој период што следи, ќе биде јавено отварање на скицата овој ќе биде за да се остори. Не, одложено. Ако е одложено, тоа е тоа. Во околината има други центри што си работат, значи вие ќе треба нешто да пробате сами. Добре е да има некој да ве снима, сега ќе ги најдеме, ќе ви ги дадеме историја, овие ствари кои што ние ги следиме и ги пратиме, кога ќе ги облечеме, ќе ги анализираме и ги идеме на терен да ги пробате вие. Краток е периодот кој што ќе ги биде за семинар. Знаете, 2 дена се малце, таму ќе ги дофинишираме, вие ќе полагате, ќе добиете оценки, според тие оценки, според тоа што сте направили на тест, така ќе добиете некакво ниво или нема да добиете некакво ниво за скили слободни искуства. Ние ќе задржиме до оваа книга овдека што ви дадена, но таму има некои промени, кои што не се проследени у книгата. За сите ликови едно од основните промени е, значи, почетните ликови што ги покажувавме, се со расширени раце, те сега тоа малце ги во онлайн, што гледа по-понятно и ги идеме со рацете, секогаш едната на носот на деската, другата на опашка. Значи, како ги викаме на материјалност, нос, дел, има некакви? Може. Сега, денешно беше опрема и организација на напремање, ама тоа ќе го оставиме за на крај дешаваца да се врнеме, ако успееме да поминеме што повише материјал. Дали може да станете сега прво? Значи, секој главната поента е, значи секој инструкција, затоа ќе си го немаш половите се следиш таму на страна, треба да демонстрира, нели? Прво треба да објасни вежбата, имаме 4. Не тактични, као што ше им објасни, така да демонстрира, да го натера ученикот да проба со асистенција и ученикот после да извршува вежбата. Основно е у модерни сноубординг, значи идеме со исправен грб, а со виткање на коленици. Тоа ви изгледува, значи тука се рацете, се спуштате во оваа позиција. Се дига. Некој може, некој не може. И тоа е тоа. Некој биде инструктор, нема да биде инструктор. Разбирате? Тоа беше много почесто. Тоа е вежба една само, која што е за друга. Иначе, на лайв видео сега, баталина ти можеш да свртиш компјутерот и да покажеш дека сите сме станали, сториш тоа. Може. Да се видат луѓето, кај се што се, така само ти се гледаш. Јас ќе освртам тука, ајде вежбајте. Ајде покажи. Пробај, значи, главната пора сите е грбот да биде исправен, а да може да чуштнете одгоре. Ако немаш да чуштнеш одгоре, ми разука. Онда, ке си е хвана работа, пошто не можеш да ти покажеш на мене. Може да ви предавање онлайн може да се. Така, значи, за полагање ќе мора да покажете за првото ниво основни 4 први лика. Овдека може да ги гледате и тие ви се, можете сега да седнете. Значи, основни ликови елементи на сноуборд. Првиот лик е, значи, главната идеја е вие да се научите како да идете овие занатство. Значи, да сега многу е правна страна. Не знам, како правите на овие предавања измина? Абсолютно. Супер, Ова го правите малце поблиску до терминот. Очекувајте лекова што е највидно, ќе можете уз тоа што е секако многу видно, да го споите за да се појавите. Меѓувреме, стварно морате да овие работи учите. Значи, ова е материја што мора да се научи. Отворете сите на страна број 40.
процесот сам, значи тоа изборна опрема и така натаму го скокаме. Основни вежби ги скокаме, ќе се навратите на нив. На страна која 40 вие што? Почно ли се? Како го викаме на македонски? Има тука некој што работи со деца, може да чујаме. Како го викаме? Првата вежба како се каже? Косово отлизавање. Не е Косово. Дизајн кон со стоматна падина или Ама мора едноставен термин да даде да се одговори. Почно лизгање, право лизгање. За мене тоа се прифатливи термини. Значи, ние треба да ги научиме придолницата на тана. Они да контролираат брзина на пети и на прсти. Тоа е почно лизгање. Па што видите овдека, на почно лизгање колку страни имаме текст. Ова е се. Овие две страни. Овие стварно треба да ги знаете цели. Две страни за еден мора и нешто. И што има тука овако? Значи, што е целта? Избор на терен. Ајде имате идеја без да читате како терен треба да се избере за ова. Блага страна, едностранна како? Колку е страна? Дај пример Мавро. Како на жолти. На почеток на жолти. Кој почеток? Значи благото на чекор. Како? Од гору на долу. Добро. До каде? До третината назад. Може. Прифатливи. Тој дел е малце пострмен. Малце. Ама и тој е некогаш преблаг. Кога? За пенсиона. Кога е мек снегот, кога не лизга, да знаете, тоа може да имате проблеми. Значи, битно е да биде теренот добро истапка. Зашто за ова, ако имате длабоцник или недобро истапка снег, секогаш може да падне. Значи, и нема брзина, ќе се копа и така натаму. А секогаш може да падне и секогаш ќе падне. И ние, еве сега во школа, значи сега веќе има објавено по 40 деца во 2 смени во Компорово и којата препораки ги истијачи бордери, значи, сега може поштено, може непоштено, може непоштено према бордерите инструктори, меѓутоа према клиентите, према децата, мојата препорака е доколку често се случува во јануари на почеток да биде на вештачки снег камен, значи бетонски плочи. Така, не знам ти така научи, но така не да. Да. Да бордаш. На мрежата дворец. А нема врска кај си. Говориме за така. Медите. Значи, на почеток за да се случи има многу паѓање, некој бетон, но се случува. Што друго, ја викам, ако они веќе знаат да скијат, тоа е чест случај, пракса живејќи и викам, скијате си одека, ќе паднува снег на Мавро, дојде таму да се учи. Мавро е идеално за почетници, да знаете, сам супер и шапка се, не е искочи фаворизирана на ски центар, ама Мавро е жолтија. Ставно шапка само се види на голови. И тоа е тоа. Значи, избор на терен. Идеме само побрзо да поминуваме низ овие. Вежби, па што имаме и некои други випови. Значи, кажам, така, што е целта на оваа вежба? Што да направат? Мора да ви бидат, овие ми се јасни работи, мислам јасни. Овие работи мора да ви бидат супер јасни. Да ги имате вако мало прстове и после да импровизирате со нив. Разбирате? За избор на терен, за како да облечен и така натаму. Сите тие глупости што ги говоревме претходно. Ајде. Што е целта на оваа вежба? Имате, значи, падина, он треба да лизга вака поставен надоле таму на пети. Што е целта? Зошто се дека се познава со Првиот покажа доста. Не е првиот, да се разбереме. Првиот е сега скокнавме. Првиот е доле на дното на жолтиот. Они се туткаат една нога скокнавме, прави и поминеме и тие го стигнеме. Ако не ќе ги прочитат, пошто пред ова имате што треба да се случува. Разбирате? Значи како се качаш до жичара, значи све тоа. Значи прескокнавме на дел и идеме. Ајде, дајмо најде да си негде место. Ќе се може да пробаме.
Целта, што е целта, дечки? Да, многу се навика, таму идете до таблата таму. Таму се веќе се. Разговодете се, пошто видите како чувствувате. Што е целта, реков? Дечки, мора да идеме побрзо, вие што раста тоа се да забаравате. Точка да отучим Застанување. Значи, тука прво они учат како да ја склопираат. Што е, да речеме, да се опишани убаво, како треба да биде положената на телото, како да биде закон и така натаму. Можеме да проедеме низ тоа, има некој да сака да се разбори, да стане да покаже. Ајде, тие што овако, ајде, појде тоа. Ајде, избери си еден овако тука ученик. А јас ќе бидам контрола. Ајде. Пошто, ајде. Дај, дојде од тега, ме молам за да имам и лайф пренос. Тој. Пред секоја прва вежба би можело да се спишта напред, за да има прегледност каде од така да поедноставно. чистото. Поставам. Добро. Значи сега стигнавте ние само конкретно видеме до начинот на изглед. Како да го видите ово? Ама пази, во секој овако како кажувам, значи прво да го објасниш, после мораш да после мора да што да покажеш. Трето, како? Со асистенција и четврто да проба сам и да го вежбаш. Ајде. Прво ќе му објаснам како оди вежбата. Например, треба да застанеш во полукрекна став, рацете да се напред. Не, нема. Нема напред. Нема така. Значи ја опуштам. Значи ако кажеш и што, нема напред, кога ќе му ги ставиш рацете, нема да го влече тежина напред. Значи тука моја најпрво да биде тежишката во центар помеѓу двата веза. Океј? Идеме. Да ти биде тежиштето во центар, газот да е спуштен, задникот, колениците да се свиткани, да имаш амортизација на нозете и полека да пролизаваш на последејќи ги кренеш нагоре, за да можеш да пролизаш и кога ќе треба да застанеш, само ќе притиснеш надолу. Добре. Се имате некој дете од 7 години, сега тука се варијации на тема. Дали мислите дека ово објаснување ќе му биде прифатливо? Добре. Ајде да пробаме на по-детски. Која? Кажи на по-детски начин. Ајде по-детски. Не бе, само мора да бидеме брзи да знаеме. Може. Може. Фала. Добро. Обично за час, обично се вади вака. Добре. Значи, обично треба да се брзе со нешто што им е познато. Дете имате примери, имате идеи, ме молам, отворете, може да јавите и го дискутираме. Ќе останат на видео и ќе останат како предавање, како подсетник и книга во која може да биде со вас како подсетник. Се забораваат стварите, слободно отворете си ја прочитате си, никој нема да ве руга затоа што имате книга. Добро? Ајде сега да пробаме. Не, значи не како да ни кажуваш нас, него ти си сега со него и идеме како го учиш. Пази да се ствари. Пред се му покажал јас. Не, не ни објаснуваш нас. Сега ќе збориш во прво лице, како што во второ лице нема ти. Кое лице? Добро. Значи во второ лице ќе му се најдеш да Лайк сте не мога вие грешки. Гледаш напред, ќе имаш амортизација. Јас се направам боксови и ќе ме фатиш за боксовите како врач. И сега јас полека ќе проклизавам надоле, а ти со степено ќе тргасам. Добра, може да бъдеш нужно, може. Најчесто грешка што се дешава е во тој момент почетникот тргнува со главата прво. Добро. Чекај, ја ќе се шатам уште малце. Значи, прво треба да ги следиш чекорите, тоа да биде секогаш од глава.
Значи прво треба да му објасниш, па да му кажеш, па после да пробаш, ова е третиот чекор, Томас. Разбираш? Ти стигна на третиот чекор. Океј? Добро. Ајде. Што е? Да, Океј, сега пак да се дискутираме само прво. да, пробај. Океј. Јас сум стигнал до звонеците. Не. Извини. Значи прво треба да му објасниш што правиш. Прво објасни му што. Наволу, ти ќе гледаш наволу. Рецепт, многу битен момент е каото да ќе амортизираме на своја конкретна позиција. Ќе треба да притискаш повеќе со петиците за да имаш контрола при излизувањето, за да можеш да забреш на момент. Доволно. Ајде сега покажи му. Еве сега гледајме. Еве така, ми седи таму, така. Еве гледајме. Ќе станеш, како треба да се стане правилно, како треба да се тргне, еве. Добро. Јас ќе ти демонстрирам како треба да изгледа поприлично. Значи, ќе се спуштам. Не седиш. Значи ти тука можеш да седиш. Не, добро, не, седиш и од тука идеме. Значи кажи му како да стане, треба да знае да стане на од пети. Од пети? Да. Добро, треба да се спуштам. Не мораш сега баш така, покажи како. Не да седиш. Добро, да спушти раката наматре. Да. Значи има еден бољи начин. Значи да, замавнуваш како да сакаш напред, тоа ќе ти даде оценен. Да, се поспаѓаш со другата рака и стануваш. Тоа ќе го направиме, ќе го демонстрираме на терен баш како што треба. Ќе станеш, стани сега и сега ти знаеш да балансираш. Океј, стани. Добро. И сега тргни. Добро. Но пазиме на безбедност. Значи тука има еден момент кога секогаш кога се тргнува, мора да се погледне позади, да се погледне лево, да се погледне десно, да се погледне напред. За знаете кога можете да тргнете, пошто може би нема да погледнеш, а сега тој планира само иде кај скијачот таму да дојде и ти кога ќе тргнеш да има судар. Пазиме на тоа, тргнуваш и во самата изведба, тоа за да испити за сите е многу битно, да гледате цело време, значи горе-долу. Многу честа грешка е, дека ќе набијат главата овдека и треба тоа да ги исправат. Кога ги исправат? Кои се добри терминологии? Кој стил е добро да го примени? Еве, например, он прави ја витка главата доле. Што ќе му кажеш? Да. Тоа е боле или боле да му кажеш не ја виткај главата? Кој е боле? Кренија е боле, затоа што тога знаеш што да прави, тоа е тоа позитивен. Да, или исто, грбота во лобитка, така. Значи ти му кажуваш не го викај грбот, што нема да знаеш што да прави. Кажи му боле исправи го грбот. Многу едноставно, знаете, ама многу работа, многу. Така? И за карлицата исто, мислам дека многу, пошто сноговите најголема грешка карлицата. Сите ја мртаат карлицата и никој не знае дека карлицата е балансот на сноубордот. Дека као средина, не дека како што каже средина на бордот, не ја знаат средината, пошто карлицата е изместена лево и десно. И они мислат дека не знам, и тоа се дешава од несоодветно време, а тоа многу беше во искуство и државно грешат жени, мажи, али има и мажи во терат кукот, овдека, ќе викаме кук карлица, добро. Може? Значи, ова, треба да иду ценности. Тоа, окей. Како ќе застанеш? И кога, колку он треба да го мине, секој пратете го, ова е тоа што ви треба. И колку метри он ќе излиза. Мислам за почеток дека е доволно од 30 см до 1 метар да има излискување и да дојде до контрола за станување. Добро, мислам. Добро, може и малку повише да го пуштиш, ако сега иде, ако му иде, окей, добро. Ако тргне нешто да прави погрешно, ќе го застанеш и така натаму. А ти како демонстратор колку идеш прво да му покажеш? За ова, за пет. Јас би се пуштил првично да му објаснам од 30 до метро како би Не може да видим толку, да знаете. Практично ви кажам. Значи барем 30 пушките едно 6-7 метри од тука до кај него, после ќе извадиш даска ќе се вратиш до горе пешки. Тоа е маката на наша работа, да знаете. Че
можеш да се пуштиш да погледа оно 30 см на свати ништо, и ќе се пуштиш до таблата, од прилика, и ќе се вратиш после. Застани, како застануваш? Значи, како се застанува на прва воја? Што е фората, како да го научиш да хочи? Става тежината на нас. Каде да го На пети. Стиска со петите, односно тежината е прекувала. Тук исто мора пазите многу терминологија. Не става тежината на нозете исто нешто. Знаете, балансот не може да е цело време процеса. Можеш да се спуштиш, да ги дигнеш петите, да ги дигнеш прстите, да закочиш и да се вратиш на нормално. Ако е многу стрмно треба седне, ако не, може да посрнеш. Ако му покажеш по-добро седни, за да знае како да закочи, прво да закочи, прво да закочи, па да чучка. И тогаш вежбата е завршена. Си завршил еден дел. Таа прва вежба, ова почно отклизавање, има и по прсти. Разбираш? Ќе ја покажеш, ќе се качиш до него, ќе му дадеш рака и ќе станете. И што се најчестите грешки? Реков со кугот, овдека се пишува најчести грешки. Значи најчеста грешка е по да, исто што се случува тука. Отклизавање. Има ли искуство? Но ти му викаш лице, тоа не спомнахме. Брзината треба да биде константна, да нема. Значи, отклизаваш што негде оваа брзина. Клизаваш, сакаш да доеш, застануваш, ќе се укопаш, седнуваш и тоа е крајот на вежбата. Океј? Исто тоа ќе се бари од вас, да знаете. Вие ова мора да го правите перфектно. Да имате у глава цело време сите 4 стари, што ќе ви спрашувам? Му. Што? Му. Покажа. Покажи се демонстрира. Во објаснувач. После? Покажа. Пробуваш. Не асистенција и вежба. Океј? Тоа е тоа. Тие 4 гледате да ги испратите. И по сите 4, тоа е сега знаеме. По сите 4 да знаете што може да се случи и како контра мерка да преземе. Што се случува едно, не иде се контролира на брзина. Што се случува најчесто? Ајде да знаете, случува се, деца сте научили. Како? Се засека. Добро, тоа се дешава најчесто. Најчесто се случува да стави тежина. Нема сега да не го откривање, пошто нема толку време, на едната нога повеќе и кога ќе ставите тежина на едната нога повеќе, таа страна иде напред. И тогаш не знаеш што да прави и се фрла паѓа. Што ќе му кажеш како контрамерка на тоа? Евентуално тежината во централна позиција и постои контролирање на изморите. Добро. Да биде тежината на двете нозе. Ама, например, онака на едната ќе му кажеш треба да преправиш повише тежината на другата. Тоа е едната. Така, кои се другите грешки? Ја спомнам. Набиена глава доле, карлица, така. И тука ми е многу битно, колку вие ќе посветите внимание на ова ви е основната положба. Прв пат они се соочуваат со изведение на даската. Тоа е досаден елемент. Сите сакаат одма да вртат. Ама ако почнат вака да вртат, така, после може да стигнат, како некои наши пријатели, да возат светски, а да не знаат да завртат едната страна, се уште како демјава. Разбирате? Тоа се случува, затоа што они брзо учат. Се тука сте махери вие. Тука мора да ми направите да ги биде интересно. За малце да ги задржите поише, колку е тоа поише, оваа вежба. Один. Два дена од кај, значи како брзо ќе. Највише зависи од ученикот. Некој може од старт да биде светов напред. Некој може од старт да биде, нема обушите вие два дена онако топ напред првото. Може некој скитер кој што партал прави супер ултра талентиран гимнастичар и одлично се фул добри. Разбирате? Значи индивидуално е, ама битно е да знаете да го наместите право, кога ќе може со право тело да контролира. Не е вака. Не го пуштајте да иде на друга вежба. Ако го научиш за 20 минути, нема му земеш пари за една час. Тоа за да може да 20 минути, што ќе научиш? Не е возможно 20 минути да... Не, види. Од тоа ќе зависи
колку луѓето, извинете, колку луѓето ќе дојдат кај вас пак. Ова е најбитно. Разбирате? Не ме бегите тоа. Прво не знае он, второ не учи и така натаму. Значи, ќе мора да имате осет. Досадно ќе им биде, ще ги да се нешто друго залажете ги. Кој мене, ако се мали деца со едно, не знам, ако се поголеми деца со друго. Океј. Кога ќе се увежбуват, 4 пути, 5 пути, 10 пути, све зависи од човекот, после идеме на прсти. Така? Ај покажи на прсти, покажи ми тука има една финеса, што е многу битно на прсти. Ајде. Значи си му објаснил. Сега си демонстрирал ти и сега со него. Сега идеме, разбирате, тоа го на 5 секунди на прсти. Сега му покажеш. Дали бе јасно што зборим? Мислам дека ефтенова е едноставно, така? Ама има многу совршени ствари во едноставноста. Знае, ова е основата од тоа. Ајде. Значи, удобницата за мислуваме се тоа дека е натаму, така? Добро? Секогаш пред да тргнеш и да погледнеш последните. Многу битно, да, сега ова е добро. И сега ова ќе биде подобро оценка него претходното, да знаете. Пред да почнеш да издискуваш исто што го правиш на петите, биде моментот крајите да се направат и да имаш контрола на прстите. Исто амортизација на пуховите, да се заставам на средина на стазача и можеш да ги ставиш рацете во момент пред почетокот. Не, нема таму никош, не му ги покаже. Ти не знаеш, сега ти му ги ставаш рацете тука, он ќе те следи, тебе и он нема да знае. Нема рекол, не му ги избори тие рацете. Најмање, само покажеш му ги и толкова. После тоа, исто идеш со лискање од метро до метро и пол и моментот е да подклепнеш и да се спиш. Јас ќе седам пред тебе. Он како да стане? Од прстите. Како да стане? Стане од прстите. Он чучи да вика вака на колена, така? Да, што телото Нема да се подобри. Значи овака, така, да, и се он како се дигне на прстите, тука се случуваат чуда. Нели? И ги испрови коза. Биде моментот да застанеш пред даската и меко да притиснеш на прстите за да добиеш контрола, за да застанеш во место. како некој, доста добри деца овде се обичам да знаете, не само аз. И тој дел наши. Како да тој ми кажал, ја или некој што го учи, во овој момент, директно, како да стоите на прстите? Не видите, добро. Не знам, може да потребите по-балетина, како пробате да се дигнете нештото. Така да се следваш. Добро. Можеш во место да пробаш еднаш кривање на прсти, чисто да видиш. Види сега, како идеме, ние мислиме ти да си искусен инструктор. Значи, ти сега го дигна така, он лет направи, не. Да знаеш, прв пат е партал се направи, да знаеш. И шо още си тоа. Значи, мораш по-цело ти држиш, знаеш. Да, можеш или со едната нога извади за вес, или ако си доволно сигурен во себе, можеш со двете раце. Тоа зависи и од ученикот и од тебе. Значи, ако не тендибидус него бива, и скоро си извади две, пак идеш метар по метар. Ќе го држиш, ќе трчаш со него, пак извади една за ќе се вради. Уште една, пак ќе се вради. Ова е знам. Ајде. Држи го малце за раце. Пред да почнеш да се изгоеш. И што се случува тука кога ќе го фатиш за раце? Многу често Ќе се наслонувате, ќе се наслони. Треба да му кажеш да внимава на тоа, дека ти го придржуваш само за кратко. И кога ќе најде правата, ќе го пушиш. Баланс, позиција. Исто така се дешава тука да бидат многу исплашени бројете, и се дешава, знаете како, кидење прсти. Па да мало дете стигнало страфила нешто, иде, канџа, пута скоро што може. Ајде. Океј, сега пробаме да изгаме на назад, да ги стегнам за твојдето панес. Значи, на моментот, ти ќе треба да подигнеш малце на прсти и да ги епнеш долу. Значи, да застанеш.
Сега изгубваме, сега може... Чекай, вам на 5 твърди. Готово. Он падна и ти върне. Сега ще пак Може напред малко да отидеш, така сега изгаме и прелистаме нагоре. Главата горе. Добро, и сега изгледате. Изгледате како да подзапочи. Притисна на... Добро, ајде, кажи му дека треба да погледне назад, да проба да погледне назад, да не погледне ниеднаш. На терен сме да знаете, боје што сме тука на мотова пречи, на лако ќе прави. Ајде. Треба тръгнеш, може да погледнеш. И кога вози треба да погледа. Еве сега, погледна, сега вози. Знаете што се случува? Да, стварно се случува многу често, обака пред. Само за да те задоволи тебе, дека ќе да погледнеш позади тоа страхува. Ајде хубаво погледни позади. И сега даската му тргна. Не, значи треба што помоце да брда со рамениците, да проба да погледне позади. Све зависи колку му е. Па може да му објасниш дека ќе го стопера никој ако не погледне позади. Да, и сега многу често се случува кога ќе погледне, Него не може да да му тргне даската, затоа што сите трикови и сите тргаат од... Доста не, немајте, жите се само како ќе предоговори. Значи, и кога ќе тргне, значи, со главата трга и со телото. И сега тука е моментот да му објасниш дека треба да ги одвои главата и телото на медицината, знаеш? Пошто ќе погледне вамо и ќе тргне. Само главата да ја различи. Окей. Пред да погледнеш, върти само с главата, защо може со рамата да отидеш, да отидеш по погрешен правец, да не излизаме, да бъдеш на него. Окей. Идеме сега в малко кекната позиция, поглед отгоре, гледаме напред, се изгаме. Сега пред да застанеш, трябва да притиснеш на пръсти, малко да се подкренеш, со твърди коленици и листови. Добро. Окей. Немајте такви непотребни работи да убацувате тврди коленици, листови, немате са. Знаеш, нема он не обија се први, он нема појма кај се наоѓа, што поедноставно треба да зборите, да знаеш. Окей, ова беше одлично. Добро. Сега идеме тука, ќе си читате вежби за утврđivање, вие знаете како да увежбате. Оне е четвртото, така. Сега треба да го научите. Можете тука да искористите 2 сати, 3 сати, да речеме да вежба онка. Кажете кој се вежби, бе? Знае некој од вас, да го книгам? Која? Не, за да го увежбава и на пети, и на прсти. Може тоа, да, може тоа, значи оно што зборев на кубовите на грбот, на термите. Сега вие се возите со него, така, да речеме прошла жичара, качуваме да се качува и нешто. На жутиот вториот пат, па сега тоа треба малце да повежба, за да иде, тука ви пише словото. Значи вика, он треба да научи да ја минува брзината. Прво ќе научи константно да се изнава, после ајде пушти малце по брзина, ајде па хоп, па нагло да застане, тоа научиш да почне. Така, тука се учат тие работи. После идеме, што има друго? Ајде ме кажувате, знаете што е сега? Овде се вика сприкица. Сприкица е вежба како лист штопање. Разбирате, значи малце ќе пушти брзина на едната страна, па овој ќе заустави, па малце ќе пушти, па овој ќе заустави. Елка. Ова е српско, босанско-словенечка терминологија, која што е многу изгрешна. Добро, значи брзо да застане и така натаму. Сега, што е многу битно дека што почнавме ние, како се раздвижиме? Треба се загрееме. Не, него како го почнавме ние кога го станава. Значи, чучни. Значи, овде е важно да он го вежба иде и горе и доле со константна брзина. Листа надоле, ама иде горе и доле. Ова е предвежба за тие работи што следат. За основен зави и така. Дали вие нешто сакате кога ќе завршиме, па ќе идеме побрзо кон другите. Некој нешто да сака да праша да додаде така натаму. Ај добре, ја ќе додадам, може? Има тука ќе се паѓа, така, тоа го скопна. Значи како се паѓам на... Да. Добро?
Специалистот кој работи со рацете. Да, ќе видите више дека паѓате напред и поставувате рацете, секогаш гледате да ги шупаници со шовака, ако се сега. На овој момент да знаете, многу често мораме да сме скршиле екстремно многу голем број на раци. Овдека тука и се вика локот типикус и никогаш нема да знаете што се он ќе почне се жали на руката и вие кажете набиена тоа. Набиена рука. И што е тоа набиена? Док не се направи, не може да знаеш за него. Нема шанс. Разбирате, има тука знаци, тоа учител, тоа може да ви бараме и ние, што имате прва помош. Значи, се дешава. И што ќе направиш ти сега, ако он падне, се жали многу на раката, отворете малце, видете дали ќе потекува или како ќе биде, идете консултирате лекар, викнете и го спасителна служба, се поише искуство има, ќе дојдат тога ќе видат што се дешава и може да одлучите дали ќе продолжите или не. Гледате, видете внимателно, затоа што тоа е повреда која што навиду не е опасна, после може да се прошири и така натаму. Втората вежба е, завршуваме овде, паѓањето и наназад. Значи гледате да ги приберете, да ги научите да ги приберете рацете, ние ќе пробаме. Тоа ќе отиде на терен, пошто ти можеш да паднеш, не можеш да му покажеш како. И ќе мора да паднете или која демонстрирате. И за назад треба да гледате и за напред главата да биде што по-далеко од него. Па паѓаат назад како главата? Како? Заведено за Вака? Може. Окей? Кога паѓате напред како главата, така, тука се рацете, така, сум паднал назад. И вака? И поназад. Ќе пробат. Тоа многу ретко некој, ама мора да го каже. Тоа да проверам. Инстинктирано. Тоа нас мала ти многу. Ајде, следната вежба, ако за ова завршиме, сите овие ќе ви бидат дел од испитот. Како идем? Значи, сега ќе, не знам, првото може ќе видите примравници. Има таму регулатива, ќе си соберете одреден број на часови. Значи, овие часови што се овдека се рачуна. Ќе си соберете одреден број на часови на искуство на работа. И така ќе видат нивоата, така ќе напредуваме. За првото ниво овие 4 мора да бидат направени супер. За второто ниво овие треба да бидат направени на свич. Значи, иако се со десна нога напред, со лева сите да ги правиш. За третото ниво ќе се барат елементи и за второто ќе се барат елементи за фристайл и така натаму. Но тоа потом. Идеме на вториот. Да не брзаме. Еве Бојан дека ќе говори. Не ми кажа ствари зашто не треба. Значи не ви кажам ја само спушти. Не знам зашто. Да, затоа што не знам, биде се натаму за да биде по-опуштено, за да биде по-лежерно. Ова со рацете е добро за да имаш правец, за да биде читател контролор. Меѓутоа сега идеме со рацете спуштени. И овие сега некои видеа што ќе гледаме се согнати раце. Понапорно е вајде. Напорно е трошите повеќе сила, тоа е моето мислење. Значи, кога ќе ги научите после на третиот клик, на четвртиот клик треба рацете и постарате како луѓе да доле. Па самиот преот ти од да ги научиш од горе доле, он се е безвезен, они се више научени така и ете тоа е моја погрешност, не знам ако да речем покажам нешто со креативност. Па така се трудиме да се прилагодиме. Ја цел живот сум покажал така. Океј, може да идеме до третиот клип. Сега пошто го поминавме процесот со вториот клип е посол изглед. Така, значи сега сме научиле право да идеме, научиме посол, тоа е вториот клип, третиот клип е основен завој и четвртиот клип е, речеме, брз завој или нешто да викаме, ама тоа е стари спорно. Ајде, што е целта? Ели, идеме посол, за да може после да завртиме, и тоа е основата на одобрение. Од една карта да пребаците на другиот карта. И верувајте ми, добро е да го направите уште првиот ден со некој ученик, за да добиме мотивација. Он кога ќе иде натаму, кога ќе се сврти, па дојде и со ваша асистенција, одма ќе се окези да знае. Многу јако. Така да, гледате тоа да го направите
првиот ден, ама не со таков интензитет да он тоа се вози така цело време. Тоа брат се љубеш во овие први две, што се основата. После од тука основата кога е добро направена, ќе можете да терате како што треба. Океј. Овде за подзависување кој е изборот на терен? Маца Пострн. Божи истина. Истина. Ја видам на истина. Супер истина. Сега, што правиме кога ќе стигнете на вториот дел од жутиот? Така, жолтиот, имате ваква структура. Сега ја го кажам жолтиот, верувам сите дека го знаете. Така? Значи првиот дел е малце пострмен, вториот дел е вака поглед. Да. И пазете да не идете према езеро, натаму, кога ќе заплавите после тешко се враќате на жутиот. А со нас обично не е тоа многу женска работа и така. Гледате се држите поблиску до жолтиот скин. Пошто така е, ваква е падината, наравно е езерото, ќе ве повлече и после тоа треба да се пуснете. Ајде, вториот полак. Има некој да ме убрза малце на смени збори. Сакате? Ајде тоа е нело, некој ве молам. Таза сте вратени од Словенија, значи март, Бојан, таму со причината на катедра што седи, професор. Он има доста високи нивоа, следи фристайл курсеви на физ што ги организираат секоја година, по 2, така да има доста искуство у целата таа работа и која сега те молам да идете. Ајде брзо. Ќе ти помогнам, ајде. Ајде. Избор на терен, што ќе правиме кога ќе стигнеме до рамниот зел со првите два лика? Многу е зезнато. Да знаете. Можда нека ќе тоа да е опција. Ако е тене така. Не е како ќе пробате да слизгате према скилите, окей? Значи, бочно право ќе лизгате, па после некако до скилите. Дали тоа мора да биде со асистенција. Добро? И да не посветувате многу внимание на тоа, пошто ќе го оптерете, ќе се вратите уште еднаш на ниво на скили и така. Сакате да збориме за скилите сега? Кога се тоа дошlo? Нема да време за скили. Ајде, побрзо. Избор на терен. Значи, рековме горниот дел на жутиот. Тоа е ни престрмен, ни преблаг. Умерен. Тоа да речеме се овие што ги викаат плави стан, така? Може? Зелено плаво. На зелена може многу да биде проблематично, тие се прерани. Пре би бил за плаво. Ајде. Значи како изведбата, самата изведба, значи како дека истото го правите. Прво му објаснувате, второ му демонстрирате, трето му асистирате, четврто вежбата сам да вие го правите. Океј? Ајде. Право кликање. Е од право, после се иде, значи секогаш вежбите така како ги започнуваме. Прво право, ќе клизаш, па за после да се примети која е разликата на положбата на телото од право кон косо, ќе продолжите во косо и тоа треба да биде видливо. Сите ствари што ги правите вие како инструктори треба да бидат многу видливи. Затоа што вие може да знаете да вртите, ама сега треба да научите како да им го пренесете тоа. И така треба да разумите вие, да ве видат што правите. Ајде. Почнува право клизање, се кликнува на забранет, што контролира брзина иста и треба да И сега сакаш да идеш косо, например према удолницата е наваму. И, значи, право клизање, кога во моментот кога сакаме да почнеме да така клизање, ја профрламе држината на целосно, а профрламе на ногата на страната која што сакаме да се движиме, погледот е натаму, ова ако покажуваш кај сакаш да одиш тука, и тоа е тоа. И сега често се случува да премногу стават, па ќе отиде. Не треба да кажеш малку со задната нога да го држи брајцот. Каква треба да биде трага? Широко. Значи цела даска Треба да биде една тенка или поширока, да кажам. Томас добро, ама треба даската да се движи вака како количко убеа. да речеме, браво. Тоа е тоа, како се застане. Се баќаш кон продуктна положба и Како, покажи, од косо. косо се баќаш вака. Ја враќаш во средина, од центар тежината. И тука поиш од речат за започуване. Сега што пропусти он додека оди косо? Да погледне. О,
Косово сега тука сте најново изложени на опасност. Океј, значи мора и да видите тоа и јасно. Значи, што е истото да речеме некако ќе биде и на прсти верувајте сега во оваа фаза е полесно. Значи на посото полесно им е да се движат кога веќе научиле видат наназад, сега посот им биде многу полесно. Значи кои се најчестите грешки? Преголем пример се решенията не да го направи пак Да им фати кант. Затоа трагата треба да им објасните дека треба да биде право. Да, може да почне да Фаќа кант и кога ќе фати кант, ќе му лепи нешто и ја губи контрола. Добро, друга грешка? Например, каква брзина? Исто треба да има константна брзина. Грешка е на сукола, да тргне наназад. Би се случувало на сите, само да ти тргне наназад. Така. Кои ќе бидат вежби за ова да го од кога ќе почне да вози ноцет, да ги вежбам? Да прикрива тежината напред и да прави. Чучње, добро, добро. Се они викаат дека да допреш преден дел на дъска, а да допреш заден дел, да идваш малко се движи. Добро? Брзо застанување. И да му кажете да утилизуваш до некоја точка. До ти таму ќе застанеш. Што е добро да имате за ориентација. Океј? Нешто друго ја вежби, да не се пушта рака и Каде рака? значи ова, да се спуши роката за да тргнеш. Еве малко се дајте. Тоа е да се. Значи може така, бе ти кажа дека може. Може, ама не го форсирате, пошто еве покаже ната, ама ради си ја постара. Океј, ова бевме доста брзини за овој. Океј, пошто многу од стварите ги попитавме тогаш. Кога ќе идете на испит, кога ќе го имате ова, и ова ќе се оценува. Значи од станување, од како тргнуваш почнал, па како покажуваш посо, па како внимаваш да не те собере некој, па како се зауставljаш, како седнеш и како завршуваш бежот. Значи може да имаме исклучителен, јасно видлив почеток и крај. И сите елементи што се внатре во таа вежба. Океј, дали може да идеме за основен запад. Сака некој што нешто за посо да праша? Колку време? Пример за Косово, притошно го учите од децата, едната рака, едната стара што е возна, кој кажем левата, и кажем левата рака не биде напред, задната рака да биде заден напред гара. Кога точно погрешно. Што ти прави таа рака? Ти ова сакаш, Тој кажа така дека е не значи кој што со Тено не значи да отржам тоа да исправи. Да се да ме блюва, ја не значи да не паѓа глава. А со раката односно се дава правец или нагла вртење што делува до основен баланс. Пака за хилјада. Ја практикувам тој и тој ми помага. Па ако ти помага, те исто така мене кичма, боли докторкава, ти викава без боли кичма многу. Дали да идам на тој крсташ, па и што ти мислиш да ти помага? Те, сега ние тоа не го учиме, ама те, што ти кажа? Зашто? Ама нема мисли. Како? Помнова екипа тука се. Ама се Че движи. вие скачате бе? Ајде. Добро. Океј. Основен забава е следното. Каде нели, сега кажавме дека ова е најважното тука кога се настана дека не бидејќи првиот ден, гледате првиот ден кон крајот на денот или секој крај на денот или да се изборите, гледате да направите. Ајде, може ли само да покажеме една овако боја, па после ќе пројдеме. Значи основен забав да покажеме на едно видео кој што Кај е основен забав? Каде, овој? Не бе. Па добро, ме нели требаше да се спремим. Чао, не се поздравува.
Кај си го зове? Океј, може да овдека се уште покажуваат со расширени рацистото, замислете да со скуштени боја, можеш исто да покажуваш ти да бидеш попијан на тој. Значи, он гледа горе, иде косо, погледнете се, иде косо, гледам, те молам затворија вратата за косо. Иде косо, нема да имаме пауза, да знаем, вие што пушите ке се трпи. Така, погледнете положбата на телото, тоа си пише и у книгата, значи колку проценти е на предната нога, колку е на задната. 70-30? 65-35. Добро, може, ајде. Што он прави во моментов? Он гледа горе да не го собере некој. И тоа мора да го правите да ве видат ученици. Исто така да ве видат и тие што ќе ви спрашуваат. Па добро, сега удобницата е натаму, сега имаме проблем. Покажуваме треба да биде експлицитно. Поише од човек. Видовте, он ја сврте глас, нели? Па пак ја врти, па пак се враќа на исто. Ево е моментот. Значи, он и... Како се вика тоа на музика? Нагласува колку многу од тежината става на предната нога. И знаете ли зашто е ова? Зашто не става тежината на предната нога? Како? Да може да се придвижи према тој правец. Према кој правец? Према кај сакат на која страна да Како? на која страна сака да Еве, сега во конкретниот случај. Не те мачам, Наталина, него сакам да ти доловам нешто. Значи сака према да тргне према падината по моја страна. Сега он сака да тргне лево или сака да тргне десно? Десно. Па како, зашо, шо, како тргне, како функционира? Негово десно, да, ред. Ама како тоа функционира? Да, што се случува ти кога ја знаеш? Што и правиш на даската без она да заврти? Наједноставно. Еве ја ќе ти покажам еден пример. Ево, оваа кеса сега вака, па ја вака, така. Дали видам како. Сега ќе оставам овој пуњач. Сега кога го фрлам, така. Тежината е има брзина. Да. Со тежина. Добро, и уште нешто прави, значи. Чисто од физичко биометрички аспект тоа го кажуваме сега. Значи кога ќе ја ставите тежината, таа оди прво нога, меѓутоа тука уште нешто се случува, несвесно кога ќе ставите тежината на предната нога, малце даската паѓа на кантот. Несвесно или свесно. Добро, истото се случува после. Значи мора јасно да ја одредите оваа фаза. Кога даската, гледате, он ја натера да оди надолу. Така, сега тука ќе се успори или ќе се убрза брзо? Ќе се убрза, така. И сега следи фаза кога треба да запре. Така. Запира. И што е ова? Што направи? Чуч надоле многу ниско, да знаете, ама грбот му е скроз исправен. Газот му е скроз во центар, гледате, не е кукот тука, не е тука. И овдека, во овој заврк и клучите, како правилно, тоа им треба и после. Сега ви исто сите овдека сум 100% сигурен, вклучувајќи ми и мене, дека имаме некакво изместување лево-десно. Кога ќе се вратиме на овој момент, да ни одиме полека, како да сакаме да им покажеме на почетници. Како ние да сакаме да идеме почетници, да го направиме право, вие многу ќе научите самите. Сите ќе исправите техниката, сите ќе станете подобри бордери. Двата, верувајте, ќе се снимам, ќе се гледат. Истото тоа ќе се случи и со вашите ученици, и тоа е убавото процесот на учење, според мене. А според Јован не. И после се дига. Така, значи ова мора да знаете. Овие работи сите за други ќе се толерирани, но за ова не. Ова го има туку ова опишано, ова го имате на видеа, ќе ви ги пратиме линковите, само рацете ќе видат изменени. Океј, ќе ви пуштам и некои други видеа, ама малце покасно. И тука завршува вежбата. Да знаете, ова е на прсти, така. Еве го, сега не се гледаш убаво, ама еве како ја
кога ќе дадете тежина на предната нога, задната ви се исправа, гледате? Не се гледаш убаво, немате добар контраст таму. Гледате? Значи не оди он со кукот напред. И тука е најчесто грешката да одат со кукот, да се избаци тоа вака, да изгледа. Како изгледа тоа? Кукот. Така. Океј. Ево, значи тргнува даската надоле и сега колку подолго седите во оваа позиција, толку побрзо ќе се зашивува. И тука ги фаќа страх и се фрла на прсти или на пети, да знаете. И едно од најчестите грешки во оваа фаза, значи не во главата и телото, пошто не така гледале сноубордите на телевизија, ќе проба да пушти рукава дека, доле рака, према снегот, да се навали многу горниот дел на телото. Како изгледа да се навали во самиот завод, така се идеме на прстика, ти од тука си тргнал надоле малку, сега си тука надоле шиваш, така, надоле шиваш, и главната работа е дека он ќе дојде тука, ќе баши канти, ќе лете, многу често. Или ќе се исклаши толку многу и ќе се врати назад, не може никако да ја тргне напред. Тоа се најчестите грешки. Господине, да ми кажи ми, прочитай ми кои се најчестите грешки. Не се вика како поляне, вика птичната напред. Дефанзивна положба на телото. Тоа е дефанзивно. Погледнете, ова е исправен грб, разбирате? Тежиштето доаѓа тука некаде во центарот на даската. Ова е тоа што треба. Од кога ќе се заустави брзината, он се дига и продолжувате косо. Океј? Значи, го правите за продолжувате косо и кога што завршува косо лизне, така и вие ќе заставите. Ако се договориме за еден завод, се договориме за два, ќе возите косо пак, мора да изконтролирате брзината. Овде нигде не смее да има трага на кант. Значи, трага на кант е една тенка линија. Океј? Друго нешто ќе ни... Да се најдеше представување на основниот завод е етапи да се подели. Значи, прво косо изавање, потоа пренесување на предна нога, кога ќе заведе даската надоле, ги завртуваш рамењата и кога ќе се спрати даската тука, доле, значи, не знам, контролирање предна нога, рамења, доле. Ти прави смисла ли ова? Почва да знам, да. Што знаеш? Како е сега просто да знам, као целина, и како го подели. Чекай, си звучал до си на некој курсеви на сега? Така не школски пат. Аха, добро. Не, добро тоа. Истин мујца да ја други. Добро. Не, за некој прв пат што за некој пат како ти изгледа? Океј, ти прави смисла. Значи сега добиваме структура, сега луѓе ова треба да го научиме, ама после треба и другите ствари да ги убациме и така ќе станат добри инструктори. Мене ми прави смисла. Само да прашам. Значи, за време на завод, сме што значи, прво тргнуваме и се спуштаме надолу. Ево. Не може да го изгледаме, значи. Дали сме за време на завој, доле, погледни. Значи, он се уште се вози исправено. Еве сега нагласи, така? И тука нема никаде доле, освен нагласување на предна нога. Еве сега кога го завршува, оп, сега е дојде. За заклучување. За контролирање на брзина. Значи, вие вака ја стопирате до оној степен даската, да се успори, но не да запре. Не знам, да се движите со 1 км на сат, може. За да се покаже дека знаете да контролирате брзина. Основата на безбедноста е контрола на брзина. Тоа сакаше да прашаш ти околу ова. Овде тоа што ради. И после, кога тргнува, значи кога веќе е исконтролирано, го видовте овој момент, нели? Од доле се дига горе, и продолжува косо. И косо возите вака исправени. Океј? Бојан, што сакаш да го дадеш? Океј, ќе го изгледаме уште еднаш, кратко, 1 минута трае и тоа е тоа, може? Еве, си се вози, не може да стави, погледнаме горе безбедност, нагласува, на предна нога, даската трга, полека го врти погледот и рамењата, гледате, уште еднаш морам да заставам, извинете. Овдека оската на рамењата, Бојан, можеш да ни покажеш тоа? Што сакам да потенцирам? Чекам да пети. Не, намести се како што е он.
Не сврти се према нас, уште сврти се натаму во овој момент. Сега, даската полека тргнува надоле. За да убрзате тргнување на надоле, он рамениците, не до толку, меѓутоа рамениците сега веќе не се паралелни со даската, после преминување. Разбирате? Малце ја засукува, тргнува се од главата и потоа даската го следи тоа. Даската следи, се исправува и од доле оди за да ја исконтролира брзината. Сакаме да читаме со главата треба што поскоро да погледнеме за побрзо да не сврти даската. Добро. За производот на езици да Само регулици. мало да допроси. Принцип најлесно да се дека не треба да кажеш да погледне на картина, пошто да ќе погледне кој ги погледне на Значи он така презентираше, јас слушав се понавите со расширени раце, значи тука едната рака оди на носот на даската, другата тука. Меѓутоа, кога сте во оваа фаза, треба да ги свртите раменјата малце и да погледнете натаму. Тогаш даската ќе тргне по-сериозно наваму, тука ќе се изедначат и доле одите и после продолжувате косот исправено. Океј? Дали тоа беше што сакаш? Сега многу често се случува, кога им кажете завртете ги раменјата и свртете главата, од пракса ви кажам, не се случува ова. Он ја врти главата, ама не може, пошто не го отвара раменето и вака гледање, не гледа, пробува, не може. Че мора да се отворат раменјата во правецот што се движи. Тоа се добри тие ветри со свртување на рамене, да си оваа погодба ќе зачне. Добро, сега нема тоа да го правиме ние во оваа фаза, може да следиме се. Ево, уште една шова ќе ги изгледаме и тука ќе заврши. Кравилици. Кук. Не кравилици. Значи, не устојана като направи назад за почетокот, за балансот. И како ти е напред. Кравилицата друг баланс, може да ти е позади по или проценците, ако се поднатреб друго. И се проја позицијата тука на кравилицата за чувствувањето е клучна, мислам, за балансот. Ева, каде, центар. Центар. И тоа кај нас многу малку бордери го прави, кога се намести центар, onda намести. Значи, пошто може да прави трикови, може да врти по-брзо, може по-точно, да реагира у прав момент, да има добар тајминг, се после се надградува на тоа. Така, Скендерчак. Например, Скендер има многу добра позиција, една од најдобрите, и стварно може да прави што сака. Океј, тоа е. Ева каде е. Ева, ова е виткање. Океј. Бојан, дај прогледај таму во дали имаме уште нешто. Дечки, не ви сметава што сме малку по... Не сме толку формални, ја може и... Да? Исто за забудите, модерно. Извини, може само да кажеш имено, пошто не е безгледно. Добро, сто пати сме овако, ама... Задржување за уистина гледано, значи доста виде каде што луѓе го дештваат тоа, значи баш да се паралелно за да прават таа ротација и со прво со глава, со рамене, че когато со стап, уште го држат напред и назад, значи тело и нос, и устари таа ротација која иде нели глава, па рамене, и стапот и тек на крај на Став се користи став, да. тоа ми пише. Да. Значи како тренер, Еве, прочитај ќе го видиш, мислам дека го има баш наведено. Значи, познавање. Така, сега нема да најдаме текста. тоа што рестораците ги нивелираат долу на некоја песна се горе, Добро, на почеток први 2-3 дена не, после може да тоа е се многу финеси. Да се тестава за вака Да. за овој момент да се дешува се избегат со баш да мора да се Добро, они сега го викаат ова зависно наставка на рубника, ама ние го викаме брзали. Што има проблем со тој термин?
Ние проблем со тој термин имаме дека кога кажеме брз завој, тоа ги асоцира дека они брзо треба да одат. Треба да најдеме некој, да речеме, краток завој, за мене соодветен термин. Дали сте согласни дека преминавме? Нема да правиме пауза, да завршиме суште со ова, па ако сакате пауза кратка 1 минута може да направиме. Ако ви треба. Не ви треба пауза. Можеме 2 сати да истераме на најбитното, не ви. Треба. Ајде. Дали сме согласни дека со основниот завој завршиме? Значи рековме добар терен, вториот дел на жолтиот, оној поранјот, тука да проба. Океј? Првите 2-3 пати да ги биде тука. Кој каже, Това е завод. Колко беше користувано от памет. Значи он треба да се осети сигурно, да вози. За мене е доволно да извози пола од училницава. Битно е да биде инструкторот близко тука, затоа што му е потребна сугестија, да му кажеш кога, како, ова е добро техничко прашање. Значи, на почеток добро е да влезеш во центар на завојот. Кој ќе биде прво полесна страна на завојот? Дали знаеш, фронтсет или бексет? Да. Што е фронтсет? Фронтсет е на прст, а бексет е ова. Ајде кажете кој е како? На фронтсет. Многу сте поделени, сака да класаме. Добра е двајца што кажуваат, добра должа. Тебе ти гледаш што видиш? Сега не знаеш. Ајде, тебе што ти беше потешко на почеток? Накаде да станеш? Не, обратно, бегат. Што е тоа? Фронтсет? Или бексет? Бексет? Потешко ли беше бексет? Да. Затоа што кукот ми се Може? почеше на деско. Може да ми кажеш, долницата е надаму, така, према тебе, мене према тебе, идам на прсти, така, и сега потешко ми овој завод, така, тоа е бексет завод. Јас сум со лева рка. Значи, дали ти беше потешко овој завод, или ти беше потешко од овде да смртиш вака? Не, јас сум со лева нога напред, на тоа мојот долница, така, се скирам, лева нога напред. Е сега овој завој, ние, чекај, ова ми е бексайд завој, се договараме и тука не. Не, овој бексайд е кога вртиш на пети. Сега се стега да одам косов, само да вртите на пети. И тоа е бексайд. Така, ова е фронтсет. Тука тоа е работа. Тоа да се договорим. Супер што се врати. Океј? Кој ми беше потешко се? Чекај, нема фронтсайд тук бексайд. Пошол и фронтсайд и бексайд кажам. И кога ќе треба него да му кажеш фронтсайд тук бите, нема шанси да те свати. Или завој на прстите, или завој на пет. Чекај, сега те прашам и едноставно да ме одговориш. Фронтсайд или бексайд се потешко? Бексайд. Ja poišam na ten proces. A не може би се върти на гледа надале планината и тук наша комука се структура трябва да бъде надале. По мене. Потежок е Бексайд. Значи, на почеток, полесно вртите. Фронтсайд или бексайд, бера се кажи ми ти како беше. Ти кој ти беше? Полесно ти беше на прстите, така? Точно. Полесно тежишката може да го контролираш на фронтет, што тежината по природа ни е напред, идеме него назад. На пета не сме навикнати да идеме природно на движење. За домашно имате, да се размисли. Добро. Океј. Понатамошниот кога веќе сте научиле, бера, сега ти некако знаеш, така идеш на превара. Сега, кој ти е потежок завој? Кој го правиш подобро?
Но се вие полезна на 50 Кај многу луѓе, обратно е напаче. Разбирате, кај многу луѓе. Кај сите луѓе, после од кога ќе научат, ова бера што го кажам, понесен им е процент, потежок им е бексен. Океј? И ние кога одиме на скење, на бордање, најчесто работиме на бексен корекција. Така е? Океј. Добро, ја сега некако си говори. Тука да завршиме со тоа. Кај треба да биде учителот, како да помогне малце, да го повлече, да го Задржи на вечер. Што пред учењето за тенис? И раката овде. Ти тука да заватиш? ова што знаете, Што се да заватиш? ова го знаете, Да заватиш? сваѓате што се случи, дали не е јасно? Ова е многу добро. Ова е многу добро. Супер, бара, ова го извадихме многу добро. Океј, идеме за овој, да речеме, краток сабор или кратко вртење. Прво, што е целта на овај и каков терен треба да издржи? Има некој да стакаме цел збори? Добре, може да го погледнеме прво. Ете, гледате сега се рацете тука спуштени. Едната рака е на нос, едната е на башката од прста. Не е ова најсовршеното, меѓутоа не е лошо. Океј. Што е, да речеме, што е целта на ова, на овој лик, на оваа вештина? Совладување на постранен терен. Добро, значи ни треба постранен терен. Кој ни е добар терен за ова? Едноставно. Може, тоа е супер, да. Галечки е добар, да, ама да речеме, ова кој ден ќе го правиш? Кој ден ќе го правиш? Еве, дискутирам, што не ова е битно да дискутирам. Зависи од вас. Колку сакате да тој биде научен правилно и така натаму. Пред ден дали ќе можеш да го однесеш на галички? Или постава? Се подушни дечове. И дали некој има мерка кога работите еден на еден? За колку дена? Збориме. Значи, да не е дебел као ја. Така. Колку дена е потребно да се научи еден човек да борда? Овие ќе ви дам параметри. Не дебел као ја, него е како Бојан. Стани бе. Значи Бојан е фино, атлетско градено дете. Кој што има 15 години. Него даваме пример. Вози ски. Колку дена сега ќе мојот син. Да речем, знаеш, он има 15 години и ја имам веќе еве, да речем, мојот син Бојан има 15 години, за колку дена ќе го научиш го Маврово. Следам сега прогноза има феноменална сонце, без ветар, ниски температури, совршено време. Сакам да го пратам 3 дена, 3, 4, 5 дена, не знам колку ќе треба да се учи. 3 дена да се учи и следващия ден да реши. Колку дена е тоа што мислиш? Задња пиша. Максимум. Сега имаме параметри. Гледайте, има некои овако дрво кои што не се прават лажици, така е. Меѓутоа, тоа се многу ретки случаи. И ние мора да веруваме сега. Имаш параметри, имаш добар спортист. Скейтбордер сака да учи сноуборд. Прв пат 15 години, има ништо да му фали. За еден ден може да научи. Како? За еден ден може да научи.
Може, да. Може, секако дека може, а за колку максимум? Да си поставите некои правила. За два дена. Ке работите еден на еден со него. Ако за 3 дена не го научите, нема да ви обновиме лиценза. Знам ти кажа. За 3 дена, ако не го научиш, никако. Чекай, или ще дефинираме параметрите, да го научиш. Да ги спуща сите стази. Да прави бърз, да прави кратък ставе и да има контрола на бързина. Не викам да прави 360. Да може самостоятелно да се движи, да се качи сам на скини. Да се качи на житя. Той първо ще се качва, той може да пасти. Да, я не вярвам. 3 дена. За 3 дена и да пие скит. Ще да питам, за колко време питам, ако преше 360 дека. Добре. За един ден. Не. Друга е мисля да вършат, друга да имаш Добре. Луѓе. Имаме параметрите, не наблюдуваме кон параметрите. Кога го учиме да се спуштат на сите стази, мавро, тоа значи и црни стази, не е мавро. Значи да, он може да се спушти со клизање, ма не, да прави запад, да може овде на страна, на другата страна. Така, јас велам 3 дена. Ако не го научиш, Томас, онда ти не живиш. Онда не му ги кажеш фино пазите, онда не му демонстрираш фино, онда не го пратиш неговото темпо добро, разбираш, или го бушиш, или го ставаш недоволно у ситуации за кои што не е доволно созрев. Значи ти си тој што го одрегува темпо. Тоа е дека става буквално структуру сум учам за 3 дена, ама ти си не Можеш, тоа е легитимно право. Јас се зборам, ние тоа никогаш не сме поставили, меѓутоа како прашаат, има талент и надараш нешто дека тоа се гледа. окей, збориме за така. Кога ти го имаш се, кога имаш некој, јас имам телефон. И тоа е. Не треба си многу паметно. Окей. Дали може да не отскокува тоа прашање него лица сите. Тоа е легитимно право е да пишеш што сакаш. Може да работа, на спектър сум работа. Кој те ти забрани на вертикал страната да пишеш учам за 3 дена? Никој не може да забрани. Тоа е легитимно право. Јас лично никогаш не сум пишал. Ама ја кажам, озбилно. Многу пати тоа се случува. Па добре, Јован, ти имаш онлани индови, ти имаш за колку дена они научи да се. Толку е. Значи избориме за некој. Ја имам еден дечко, ама тука така го тигаш, американец, желе. Не стои на ноза, како да го научиш? Го научихме и него, ама се подолго траеш. Разбирате? Збориме за кога имаме тоа, кога имаме добри услови. Збораме за овие 4 види. И така натаму. Океј, го видовте ова, така видео, го погледнавме. Океј, има некој да сака да го дискутира ова? Добре, ека дискутира. Ајде ще еднаш да го погледнем. Добро, кажете ми избор на терен за овој завод. Каков е овој терен он што го вози? Да. Ама и горе на страна на жутиот, го видите позади, ве молам, Томас, ве молам. Деко идеме, тешко ни е да одржиме концентрација, ама што ви правам, таков е терен. Исто како жутиот, позади е ископано халфпайпот, да, и снима оно од жутиот, само што го нема женска работа. Да речеме, горниот дел може
но не секогаш. Реков како е снегот добар, да даската иде добро. Што правиме со даската ако не иде добро? Нема една мачка, некој се случува да биде сув или влажен снегот, даската не на мачка. Ние сме правили со свеќа, да знаете, ако не може да најдете друго нешто, и со свеќа ќе заврши. Има и толкова што е. Има се, има и на себе да одмислиш да ти ја направат чак, ама кога нема и свеќа ќе заврши работа. Овој долниот дел на жолтиот не е избор на терен. И сега ние ви кажуваме жолтиот моцет, меѓутоа вие мора да видите, ова иде или на плави или на црвени стази. После зашто со што се спремаме после го правиме на црвени, на црвени не се виши. Океј? Добро. Ајде ви изведбата некој нека помогне? Не сака. Добро. Јас ќе коментирам тука. Значи, во моментите кога се завршува завој, си најден. Рацете се поставени едната на нос, едната на тело. Гледате, едната рака е овдека, така, другата рака е тука. Чучната, благо е отворен према таа страна да гледа, на бек се е страната. Това не е несовршена изведба, што јас за мене лично мислам дека може да ми дојде. Доле чучното со исправен грб, така. Брзо јако дигање нагоре, значи доле, хоп, доле, тоа би било ритмот. И тоа треба да ги учите, кажи брат. Исто, ова е полу, ако кувајата не е нагоре, него е напред. Значи, за да ти помогне да зарадиш, што одриш. И устарбено може да е. Сега тоа што јас викам нешто на него, прашам. Кога е ова е човекот, моличето, ова е стрмнината. Така сега е ова стрмнината, ова е човекот. Како треба да биде он позициониран? Вака, Благо према пати према. кажи која стоп. Вака? Малце е тука. Се слага? Томас? Како? Тука? Не се разбира. Еше една стvar. Ова е позицијата по која што стојам ја. И кога е сум нарамно, сум добар. Ама кога е стрмно, јас сум ваков, така, во однос на стрмнината. Разбирате? Знам што што рече. Браво. Тоа е од боја што ви кажам, че кога идете напред, вие имате подобра позиција во однос на падината. Се тука не може од оваа страна да се види, затоа што е снимано од доле, или тоа кога е снимано од страна, и видите дека е наватно пријавно. Да, и од скокно. Јасно ви оно? Што ќе бараме ние овдека? Значи, ние ќе бараме овдека, ова е многу битно да се види вие како се поведете. Овдека ќе мора да имате многу добар ритам и контрола на брзина. Значи, секој завој да ви биде ист како следниот. Хоп, до и по тоа ќе се познае дали вие умеете да контролирате брзина. Колку добро сте позиционирани, ако сте на задна нога нема да можете, ако не сте доволно спортени, нема да можете и така натаму. Еве за ова зборев, така? Нели? Од страна, во однос на падината. Разбирате? Неговата позиција е нормална во однос на падината. Падината е вака не. Така? Добро. Кажете ми, што се тука најчестите грешки? Ајде, тие што знаат. Или прочитајте. Лошо видно. Добро. Забрзување. Знаете ли што е ходник? Или како ќе го викаме ние? Например,
идам косо и ќе завртам овдека, така, е ова столчо. Следниот завој ќе ми биде таму. Дистанцата во која што ги правам завоите, оваа ширина, од таму до таму, значи не се движам натаму, нити натаму, ова ми е просторот во кој што одам надолу. Тоа е во ширина на еден ратрак, два ратраци, колко е? За ова. Два. Може? Значи, треба да бидат завоите сите во истата должина. Така, како што ќе почнете, така ќе... Како треба да биде, еве, читајте, отворете, како треба да биде ритамот однос на доле-горе? Го спомнав. Значи треба, тоа мора да го кажете. Значи се спуштате надоле поспоро, нагоре се дигате брзо. И треба да го демонстрирате. Океј? Ете, тука ти е во вежби за утврдување, движењето со стап. Океј, овие ви се првите 4 лика, кои што ние ќе ги поминеме. Дали сакате да погледнете уште нешто што ќе следи? Сега нема тоа да го работиме, завршивме тоа. Тоа е карминг. Срамота е, ако сте инструктори, да не знаете да возите карминг, да знаете. Што е тоа? Ево ова. И сега вие истото можете самостојно да го гледате, така? Ама ајде да видиме што ќе извлечеме поуки од ова видео и како можеме да најдеме некои правила, некои чекори, како да ги учиме нашите клиенти. Ево во оваа позиција, кажете ми што се случило. Ето има идеја. Океј, да ви ги скратам. Однос на кантовите ме интересира. Значи, што е тоа порано? Една секунда порано. Пребачаш да чекаш да те заврне. Значи, ова сега мора да се научиме исто да го кажуваме многу едноставно. Значи, се движиме во еден правец и обично, кога пред да дојдеме до техниката карминг, би се движеме на прсти во овој момент, затоа што тој се движи во правец кога би требало да биде на прст. И не ја врти даската да ја дрифта како метричката брисач, туку само ја поставува на другиот кант. И верувам дека на сите нас многу ни е тешко тоа да го направиме, особено кога се наоѓаме на посреден терен. Еве го. Значи сега е веќе на правата страна, така? Он се уште се движи према нас, значи негово лево, и од тука ја пребацува даската. Се уште се движи во наш правец, погледнете. Разбирате? И како влегува во завојот и да се подоли и подоли. Значи на почетокот на завојот, тука, пардон, не таму, тука, значи он е скроз исправен. Кога ја поставува даската на кант. И како влегува, пошто дека ако се набие он многу нагло ќе го сврти, пошто има многу брзина. Полека, доле, да е најголем притисок на даската во некоја овде позиција, разбирате, само не е доснимано. Пред да почне да станува, тука е најнабиено. Сега, кажете ми, ако се движите многу брзо, како ќе направите возите карминг да се движите бързо? Подолби задом. И може да завлечеш на нагоре, Како е тоа да ја покажи на за да биде,
Ќе објасниш Јован за да биде едноставно за другите. За да може да те разбере и некој кој што прв пат се случува. Позиција да речеме да има таму сум во ова доле, да се правам. Што го направам нагоре, па само занос. Значи не да влезам во другиот завој. За следот. Ще завој? Да, точно да нагоре да се изгуби брзина. Кој ще се составиш. Добро. И нормално секогаш може да се прекине овако. Знаеш, много други модели да се удриш што не. Е сега, кога си во оваа позиција е полесно да прекинеш или кога си во оваа? Мола? Добро, има некој друг да мисли другаче. Кога е полесно да го прекинеш кармингот. Да речеме, ти сваќаш дека идеш брзо и има луѓе напред и сакаш да прекинеш. Полесно е да го прекинеш. Чекај, не е битно бексайд фронтсет, ова е прашање. Само две опции имате. Во тест. Ова или ова? Зошто? Не ме задоволува овој одговор. Добро, јас се слагам дека е ова позиција. А сега треба да се сложиме и зашто. Дека би се премногу енергија, премногу си влезан во брзината. Целото тело ти е насочено да си брз. Не можеш да престанеш од дека. Излече поентата. И кога си чучна, добро, и кога си чучна, Можеш да се исправиш да го застанеш, не можеш тука да застанеш, може ќе паднеш на фаца. добро, зошто? Од биомеханички физика, од некако како да се. А вие завршите? Нема да завршим. Ако сакате, па сакате, може да завршим. Тројте имаме завршено. Многу едноставно е. Ајде, пробајте да мислите. И зашто го правиме горе-доле? Истото прашање, истото е во скијањето. Зошто правиме горе-доле? Кога го правиме овој завој? Што се случува кога отидеме горе? Ја губиме контролата на даската. Овај, па сме горе. Не, тука не, тука не. Неутрална позиција. Така. Значи, кога ќе се дигнеш надоле, така, Можеш да отидеш да го пренесиш кам. и кога ќе се растерети притисокот, што ни возможува? Што би напред? Околу за тоа. Што е тоа? Значи, кога ја одиме нагоре, ја растеретуваме даската од притисокот. Овде сега ти тоа викаше енергија, многу енергија вложена во завојот. Значи, ние со многу голема сила притискаме на даската во момент. Ама кога ќе се дигне, хоп, он иде нагоре, на претходниот завој, он ни полета. Еве го овдека. Се само го најдам. Тука негде полета. Разбирате? Од толку многу притисок, набивање, он се дига, го избацува. Као на трамболина, разбирате? Најдоле, кога сте, многу притискате на трамболината. Кога се дигнете горе, више вие не притискате. Така, у воздух лета. Еве го исто кога се случи. Тоа е најбитното нешто во ова момцет кога идеме понапред. Сега ќе испрашувам, но и завршуваме. Каде? Добро, шишкај. Океј. Тоа е главната работа за горе-доле. Може да им дадеме една минута да се излезат, ние до 8 ни се предавањето, уште малку да се дискутираме да се завршим. Они имаат тренинг од 8, ние го водат и го водат. Ја имам. Добро, океј, тоа ќе завршиме сите. Дали нешто има да е нејасно? Значи, нас, организација и овако ни остана, не надпревари, меѓутоа мислам дека ова е многу поважно и затоа го направувам. Дали некој нешто сака, нешто да се океј, може да останеме, ја можам да останеме уште некоја минута, за да дискутираме на скили, кој мора да оди, нека оди. Марко, чекај. Марче, нека иде со вас.
Няма. Окей. Да. Дали може дечки да остане уште малце? Многу е важна работата околу скили качување. Значи рековме дека на почеток тие вежби со ставање, со буткање, читата дека последни пробаме само на снег. Така натаму ќе продолжиме без процесот. Меѓутоа еве се стигнавме до скили. Еднаш е добро пешки да се качите. Така натаму нема да можеме ни ние да седиме, уште луѓе ќе се праша за скили. Битно прашање, дајте да договориме. Нема да дискутираме. Моето искуство е добро, многу често малку отфит, за малку цело да споделиме, меѓутоа било каде, ако имате, можете да побарате наравно, да го позиционирате ученикот и да му кажете како иде таа работа. Како иде таа работа е вака. Значи, секогаш се историја да мога извадено си добре ако има футбат. Тие работи најчесто во другите центри се одвено за да се забранете. Ама и да не е така, опасно е ако паднете на страната, да речеме, ако е тука синдром, ако паднам на стомак, нема како да го извадам. Тешко и може да ме влечи да поглед. И мене и ученик. Значи едната нога вадите, мене лично, јас замислам скилито дека е нагоре. Мене лично најзгодно ми е да ученикот биде пред мене и добре ако се десна јас му спијавам, така ми мене е згодно. Меѓутоа сите опции се отворени и инструкторот мора на најден начин да покачи ученикот на скилив со него. Ако мојот ученик е со десна нога напред, јас сум со лева и одиме нагоре, ќе биде свртен према мене и е многу едноставно. Ако е со лева, треба да видам, ја дали знам со десна да се качам. Ако сум многу добар, ќе си дадам право. Меѓутоа, ако не сум сигурен доволно, ќе го свртам него, он пред мене да биде, тука да дојде кај него сидрото, и јас да бидам позади него и да го држам. Разбирате? Окей? Значи идеме со првата опција. Бараме помоши со тој што е на скили. Кажуваме дека е што да работи на скили, дека е почетник, дека ни треба малку асистенција. Прво да го стави кај него, мигноца, па кај нас, така е неизгодно. Во моментот кога ќе го стави, треба да се прифати котвата. Кај да дојде раката на ученикот, на вас, на котва. Кај треба некој ќе да кажа во мајсите, сакам да... Он треба да се држи за потвата ние... Со предната рана. Е сега, во моментот кога ќе повлече потвата, подобро е да биде тука, подобро е да биде тука. Кај треба да биде подобро? Тука или овде? Не може да се врати повеќе. Добро? Вака? Значи не треба да се едно Не треба да седнува, да се без... И ние него помиѓаме тој збор седнува, пошто он ќе седне. Значи ќе му кажеме седи исправ, но навален назад, затоа што првиот момент кога ќе повлече, ќе го намести кај што треба. Ако си овде, во првиот момент ќе изгубите да се на позади и ќе падне. Разбирате, што е една нога и многу лесно може да го пресне. Значи кога скијање на вода, морamo се нагласите си. Вие матите и ќе пробате заедно да тргнете. Многу често се случува да ви ја гази наската, и тоа треба да бидете и вие малку спретни и со вашата нога да го наместите. Треба да биде исправен, па после се завратите и вие. И за пуштање на скилифт, треба да научите како. Од кога ќе се пушти, што? Да извадите на страна. Ама во моментот кога ќе се пушти, ако проба да застане, Треба со ногата да биде на снег. да, ама ако застане, што не паѓа. Ајде, следваше. Значи треба малце да се потушува и да се премина безбедна дистанца. 5 метри подален, затоа што има луѓе ќе се возите, се што право, и после ќе ва пушти потвата, да си го. Дечки, фала Богу за денес.